уште еднаш ќе биде запрено времето. 59:48 на официјалниот семафор, 12 секунди до крајот. Се уште трае оваа акција. На 30 секунди пред крајот беше голот на Јагуриновски, ке дојде дека е тоа можеби и доцна завршница. Кренати се сега рацете на судиите. Каспер Кисум директно во Томовски и тргнува контра за Џукиќ, погодува 29-25. Каков неверојатен расплет на овој надпревар и крај на надпреварот. Вардарци го задржуваат првото место на табелата во суперлигашката група без овој четврти гол за Џукиќ. Да не ја заборавим и 11-тата одбрана на Мартин Томовски. 4 разлика, пораз голем како победа за Вардар на гостувањето во Битола против Еврофарм Пелистер. 29-25, меѓутоа Вардарци ја одбранија предноста од 5 голови од првиот надпревар во Скопје, кога беше 30-25, и без оглед што двете екипи сега имаат по еден пораз, Вардар ќе биде прв на табелата поради подобар меѓусебен дуел и ќе пренесе 3 бода ако ја задржи таа позиција, што е многу веројатно во плейоф суперлигашкиот сегмент напролет. Каков надпревар во кој што Еврофарм Пелистер го искористи фактот дека Вардарци се ослабени и немаат бекови. Петрич и Алонсо беа зафатени од вирус, не допатуваа во Битола, не играа воопшто. Јасухира е со репрезентативни обврски, така што Еврофарм Пелистер го нагази Вардар уште на почетокот. Рано беше 7-1 во 9-тата минута. Позитива што битолчани ја посакуваа пред почетокот на овој надпревар. Вардарци се обидуваа да се држат, дојдоа до 9-5, 11-7, промашија 2 топки за -3 и од тука тргнаа проблемите, затоа што битолчани дојдоа до 18-11 на полувреме. Во вториот дел правеа и разлика од 9 голови во 39-тата и во 51-та минута, но Вардарци на крајот добиваат аплауз од објективната битолска публика, затоа што со скратени ресурси се бореа максимално